На крајот на овој месец или почетокот на следниот, представници на УНЕСКО пристигнуваат во земјава, пошто ќе се знае финалната одлука за изградбата на трасата од автопатот Требеништа-Ќафасен, која беше проблематична поради тоа што подрачјето е под заштита, а со првичниот проект се загрозуваше неговата автентичност. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски вели последниот збор ќе го даде УНЕСКО, откако заедно на терен со експертите планирано е да извршат увид во досегашните активности. Ние, како што видовте, од вчера во сообраќај ја ставивме клучката во кај Требеништа. Тоа е клучка од која што треба да почнува новиот автопат од Требеништа до Ќафасен, и тоа е најдобар доказ дека оваа влада е посветена да го изгради и тој автопат, во спротивно не би ја граделе таа клучка и не би ги трошиле парите таму. Но сега веќе одлуката не е во наши раце. Инаку перспективно мислам дека таа одлука е добра, затоа што треба да оставиме простори за идните генерации, за оние кои што ќе дојдат после нас. Николовски најавува дека од тука предвидено е поврзување со автопат и до Битола. Од тука е проектиран и автопат за Битола, кој што не е реално да го изгради оваа влада во овој мандат, но можеби некоја идна влада ќе се реши да гради и автопат кој што би одел од Требеништа преку едно тунелско поврзување Косел, Ресен и Битола, така што за идните генерации оставаме подготвена документација, но и подготвен терен. Треба буквално само се направи спојка тука и во иднина некои други генерации да го изградат и тој автопат. Инаку УНЕСКО во точката 7 од конечната одлука на Комитетот за светско наследство од 2019 година, што се одржа во Баку, за овој проект првично вели дека државата не направила соодветна проценка на севкупното влијание на овој автопат врз исклучителната универзална вредност на Охридското езеро како светско наследство. 2 години подоцна, во 2021 година, УНЕСКО повторно дава препораки и изразува барање поврзано со изведба на целиот коридор 8, вклучувајќи ги и патот и железничкото, но и енергетското поврзување меѓу Македонија и Албанија по должината на овој коридор. Домашните власти во неколку наврати потенцираа дека за проектот нема да се оди со глава во зид и дека за неговата финална реализација ќе се почитуваат исклучиво одлуките на УНЕСКО.